Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фекалиите од Луј Витон правосудството со секое ново рочиште за рекет почнаа да излегуваат на виделина. Разобличени се сите маски на независното расцветано судство на Зоран Заев, кое всушност е судство зависно од власта на Заев и СДСМ. Кацарска судството и русковска обвинителството нема кредибилитет и е пример за криминално насилно обвинителство и судство што работи под палката на актуелната влада на Зоран Заев и СДСМ. Покрај Кацарска судството денеска сериозни сомнежи за испитување на криминал има и за омилената обвинителка на Зоран Заев, Вилма Русковска, каде што обвинет во случајот рекет јавно изјави дека поседува докази за криминал од 4 милиони евра. Маските се паднати. Ова е сериозна индиција за криминал од 4 милиони евра, во кој е вмешан главниот обвинител во обвинителството за организиран криминал и корупција и мора уште веднаш да се истражи. Не смее да се замижи пред ова јавно излагање на обвинетиот од случајот рекет. Почитувани, според тврдењата на обвинителот Лиле Стефанова, доколку се точни, Добрила Кацарска директно влијаела врз судски одлуки за што треба да одговара по најмалку 3 члена од Кривичен законник на Република Македонија и 1 член од Законот за судови. Член 353 став 1 злоупотреба на службена положба и овластување кое што фаќа рамка од 6 месеци до 3 години затвор. Член 358а став 2 давање награда за противзаконито влијание кое што опфаќа рамка доколку се прекрши членот од законот од 1 година до 5 години затвор. Член 375 став 1 присилба спрема правосуден работник кое што опфаќа рамка за парична казна или до 3 години затвор. Дополнително, членот 75 од Законот за судови експлицитно наведува дека потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за утврдување на одговорност на судија е грубото влијание и мешање во вршењето на функцијата на друг судија. Според сите овие членови од Кривичен законник на Република Македонија, Добрила Кацарска и се заканува до 11 години казна затвор и веднаш мора да биде суспендирана според член 75 од Законот за судови од страна на Иван Џолев, бидејќи му тече законскиот рок од 8 дена. Доколку не ја суспендира во рокот од 8 дена, законскиот рок, тој самиот е соучесник во она што го направила Добрила Кацарска. Почитувани, доста е од катици, вилми и Добрили во судството. Со секој измина ден станува јасна спрегата и меѓусебната подршка преку која наместо закон се реализираат партиски нарачки. Добрила Кацарска ургира кај Катица Јанева, Катица Јанева ја фали Добрила Кацарска дека и била ментор и учела од нејзе, а пак Вилма Русковска ја обвинуваат за вмешаност во криминал од 4 милиони евра. Институциите не смеат да замижат пред сите овие случаеви. Одговорност мора да има и сите овие луѓе под палката на Зоран Заев го урнисаа правосудниот систем и затоа е потребен закон кој нема да амнестира криминалци. Благодарам, повелете прашање. Како се ближи почетокот на кампања во избориве и вие и социјалдемокративе се повеќе се обвинувате околу рекет дека едни со други дека се виновни за аферата. Ваш коментар околу ова? Пред малку социјалдемократите рекоа дека корени влечат, рекет влеча корени уште од ваше време, кога владеевте. И најмалите деца што гледаат телевизија знаат кој е виновен за случајот рекет и кој е глава на криминалниот октопод кој што рекетираше. Мислам дека ова е само еден исказ на политичка партија која што е во очај и која што е во заминување од власта. Јасно е кој рекетирал, јасно е кој се бил замешан во случајот рекет од раководството на СДСМ. За дел од луѓето, еве, има и кривични пријави од страна на судот за поранешни подпредседатели на СДСМ, за дел нема, односно со летаргична истрага се обидува да ги зацкријат. Како што реков, очајни се наводите на СДСМ, сите знаат кој рекетирал. Единствено што ни треба е здрав закон за јавно обвинителство, здрави обвинители кои што наместо летаргичната истрага на Вилма Русковска ќе го сведат самиот случај до вистинска завршница и сите оние кои што се инволвирани, вклучително главата на октоподот, кој што сите знаеме дека е на Илинденска безброј, ќе одговара за се она што е направено. Благодарам. Друго прашање? Надвор од темата,
Околу законот за одбрана, министерката Шекеринска денеска кажа дека очекува двотретинско мнозинство до распуштање на парламентот. Колку е ова возможно и ваш став во глобала за овој закон? Нашиот став е непроменет во однос на законот за одбрана. Ние очекуваме да не одат против волјата на граѓаните, односно мнозинството на граѓани кое што е застапено во собранието. ВМРО-ДПМН поднесе закон за одбрана, бидејќи имаше таму член од тој закон каде што требаше се промени името. Тоа не е на барање на НАТО алијансата и не е против интеграциите на евроатлантските интеграции, атлантските интеграции кои што ги бараат. Така да единствено што може да направи СДСМ е повторно тој закон по брза постапка да го усвои, да биде изгласан онака како што ние го предложивме. Од власта велат дека со новото име е и законот за служби во армијата, зошто тој не бил спорен, а овој сега е спорен? Како што реков, имаше за тоа излагање од страна на координаторот на пратеничката група Никола Мицевски пред чинам 10 на дена или повеќе, така да доколку сакаат СДСМ односно власта на СДСМ да го прифатат нашиот закон, тоа може да го сторат многу брзо и нема понатака ништо да биде предмет кој што ќе може да злоупотребат СДСМ дека ВМРО-ДПМН на некој начин сака да ги кочи евроинтеграциите на Република Македонија.